Добар ден на сите уште еднаш. Почитуван председател на владата, почитуван директоре, почитуван градоначалник на општина Пробиштип, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ќе продолжам онаму каде што премиерот застана. Значи имаме сериозно силна динамика на капиталните инвестиции, реализацијата е таква. И одма во старт сакам да ги отфрлам оние сите бројни шпекулации и приказни кои што се шират за некаков крах на капиталните инвестиции. Апсолутно тоа не е точно. Јас сум еден од министрите кои што буквално на дневна основа ги гледам капиталните инвестиции во делот на Министерството за транспорт и врски со алатката која што Министерството за финансии лани ја воведе. Апсолутно на секои 2-3 месеци можат граѓаните да видат за секој квартал како се реализираат тие капитални инвестиции. И ќе ви соопштам една вест која што ја имаме денес. Значи во првите 4 месеци оваа година е подобро од ланската година. Од 2020 година и покрај пандемијата, покрај оваа здравствена криза, реализацијата на капиталните инвестиции во рамките на Министерството се повисоки од ланската година. На претходното прашање кое што беше поставено во делот на директорот, во смисла на реализација на средствата, 3 милиони евра се предвидени, никаде нити во ниеден ребаланс тие нема да бидат намалени, напротив, тие ќе бидат многу брзо искористени, бидејќи тие имаат и допис испратено до Министерството за финансии за преку Министерството за транспорт бидат префрлени тие средства се со цел на програмата која што треба да биде реализирана преку ПУИК. Сакам да информирам дека премиерот тоа го спомна во делот на реализацијата на социјалните станови, значи на сите места интензивно се работи. Јас сум во редовен контакт и со директорот на ПУИК, но и со градоначалниците на тие општини, така да согласно роковите ќе бидат во целост реализирани. Во делот на другиот дел на капитални инвестиции што е врзано со општина Пробиштип и регионов, сакам да го потенцирам следното и сами може да видите дека има интензивна динамика на активности во делот на патот Пробиштип-Крупиште, кој што беше рак рана и на овој регион, меѓутоа и на општината Пробиштип. Очекувам согласно роковите некаде јули-август да биде комплетно завршен, значи комплетно реконструиран, и тоа автоматски значи вклучување до експресниот пат кој што се прави од Штип до Крупиште, односно од Крупиште до Кочани. Така да и таму пред неколку дена со директорот на јавното предпријатие за државни патишта бевме на терен, одлична динамика има на активности, исто така очекуваме дека првата фаза, односно првата делница од патот Штип-Крупиште ќе биде во најбрз временски период завршена. Дополнително исто така покрај делот на социјалните станови, делот на патната инфраструктура, одлична динамика имаме во делот на водоводите и канализации. Повеќе од 20 проекти само во моментот се реализираат низ сите општини во државата. 30 на до пред некој месец завршивме, имаме уште 15-20 кои што ќе бидат тендерирани некаде во мај и јуни месец, така да апсолутно стојам на она тврдење, бидејќи и ланската година, бидејќи имаме во предвид дека секоја година првиот квартал ради она што градежната сезона не функционира во тој дел, имавме појака овој пат инвестиција, завршивме со 86% реализација како ресорно министерство. Очекувам дека истите бројки ќе се повторат, можеби повеќе, да потенцирам дека и гасификацијата одлично, имаме одлична динамика, кракот од Неготино до преку Прилеп до Битола треба да биде оваа година практично завршен, имаме околу 90% реализација, исто така во делот на кракот од Скопје преку Тетово до Гостивар, имаме околу 58, близу 60% реализација, така и тој очекуваме дека овие по целост ќе бидат завршени. Се на се, да сумирам, повеќе од јасно е динамиката оди. Јас уште еднаш ќе ги отфрлам сите лажни вести, дезинформации кои што некои се обидува дали опозицијата или други поединци да ги шират. Тотално не е точно. Заедно со премиерот, со економскиот тим, постојано ги следиме тие текови, така да очекуваме само со нормализација на ситуацијата во крајот на мај месец и јуни, зголемување на динамиката, а не некакви крахови кои што за жал некои се обидува да го залажува народот и да ги презентира. Не. Напротив, имаме динамика и тврдам дека овие сите бројни проекти кои што ги има во владината програма до крај ќе бидат реализирани без разлика и на пандемијата и без разлика на она што ќе значат избори. Благодарам.